ще и собрка, и феминистка. Сопруга или собрка? Тука може. Да. Билјана Гинова, која што ќе го представи целиот проект. Значи, не само школата, туку целиот проект во чисто рамки ќе се одвива ова школа. Фала, Ана. Јас ви се обраќам во улога на целиот проектен тим, кој го подготви овој проект, бидејќи ова предавање ни е прва активност воопшто од она што пред скоро година дена сме го планирали и замислувале што да го правиме. Целта зошто се собравме денес и на целиот овој проект ни е на некаков начин, може и не толку скромен, ќе видиме на крајот на проектот, да придонесеме кон подобрувањето на позицијата на жената во општеството и се тој може и амбициозно, затоа велам контрибуција кон, значи придонес. Затоа и една од главните алатки е зборувањето за тие работи и учењето за тие работи, посебно во доба кога во Македонија единствениот факултет за родови студии и државе е затворен и на местото е воведен факултет за семејни вредности во период кога во огромен проект као Скопје 2014 има само 3 жени, од која едната е со наведната глава под фонтана. Во период кога имаме нови закони кои и текако ја уназадуваат позицијата на жената, при тоа истите тие закони се гласани од жени. Сметав дека е многу важно да се собериме и да го зборуваме тоа што ќе го зборуваме. Проектот ни се состои од 3 пилари, од 3 главни делови. Еден е школата за феминизам. Школата за феминизам ќе опфати повеќе предавања, но за тоа ќе ве воведи повеќе Ана. Бидејќи Ана доаѓа тука како представничка од Бори се женски и Бори се женски како организација ќе бидат на некаков начин координатори на цела ова школа за феминизам со поддршка од останатите партнерски организации. Втора активност што ќе следи кон крајот на ноември, односно последниот викенд во ноември, е регионален феминистички форум, кој годинава, односно овој ќе биде со посебен акцент на лесбиската екзистенција. Па ќе имаме од целиот регион лесбики и бисексуални жени. И ќе разговараме за различните аспекти, значи од историјата на лесбиското делување, од социјализмот, преку преку транзицијскиот период до интеграциите во Европска унија. Ќе имаме панели за културниот активизам и делувањето, како и градењето на алијанси помеѓу лесбиското делување, класата и национализмот. На тој форум ќе имаме представнички од целиот регион и се надеваме дека на крајот ќе резултира со манифест на заеднички вредности во лесбиското делување во регионот. Таа активност ја координира нашата мала активистичка група Лесбен. И третата активност е фестивал Прво па женско, кој е фестивал на промовирање на женската култура и уметност, кој го организира веќе трета, мислам дека ќе биде ова година или четврта, ТИД. Четврта година го организира ТИД. На крајот од сите овие, мислам за тој фестивал дека не треба да зборувам, затоа што за кратко време се позиционира во општеството и отвора платформа за отварање, мислам создава, представува платформа за отварање многу различни прашања и за нас како Лесија исто многу важен затоа што е на некој начин прв феминистички настан кој од првата година има го отвора картчето за лесбиските прашања. На крајот на целиот проект имаме и зборник, прирачник, кој наместо теорија би понудил некои заклучоци кои сите ние ќе ги направиме од текот на целиот проект. Пред се најверојатно ќе излезат од школата за феминизам и од вас. И четвртиот партнер во целиот проект, без кој се ова не би било возможно, е Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници, кој заради нивното на некој начин најголемо искуство во областа дават поддршка на сите нас 3 организации да ги осмислиме, да ги разбериме, да ги креираме и да ги спроведеме овие 3 активности. Представничката Јана Коцевска, која е координаторка на проектот од ТИД, многу е криво што денес не можеше да биде тука и јас и ветив дека ќе ја спомнам. И ќе ве поздравам исто така и во нејзино име. Јас немам што повеќе да должам, освен 2 технички работи пред да ги предадам. Да го предадам on the floor, како се казва. Зорот. Првата техничка работа е во школата за феминизам имаме обезбедено сертификати за сите учесници кои ќе учествуваат на над 70% од предавањата. Односно, ако имате 6 подписи во тој список што шета низ просторијата,
ќе добиете сертификат. Ако немате 6 подписи, нема сертификат. Втората техничка работа, освен 3 сум имал технички работи. Втората техничка работа е за тие кои доаѓаат од другите градови, патните трошоци ќе ги исплаќаме за време на кафе паузата која имаме обезбедена, која ќе биде надвор во ходникот. И третата техничка работа е овие, бидејќи имаме ретка прилика да ги имаме сите овие предавања за кои ќе ви кажа Јана повеќе, сакаме да ги снимаме и сакаме да сликаме. Дали на некој, и ако на некој му смета да биде на фотографиите и да биде во дискусијата која ќе се снима, ве молам кренете рака за да знаеме да не ве вклучиме во фотографиите и снимките. Нема така, супер. Јас ви посакувам. Ви посакувам успешна школа и поведете. Може не сагат на крпи фотографии. Тоа да проверат, дали се го измарнали. Тоа позеки проговараме. Ана го има флорот. Флорот. Прво да се благодарам на Билјана за убавиот бувет што го даде. Јас сум Ана Василева од Борисе Женски. Борисе Женски вие како ги знаете, иако претпоставам дека штом сте тука се слушнале барем малку. Тоа е една неформална иницијатива која што се залага за родова еднаквост, феминистичка и која што доста работи на интернет, па заради тоа и добиваме одредена видливост. И еден од кога започнувавме, ние замислувавме дека ќе дојдеме до овој стадиум кога би организирале ние школа, затоа што не ни беше тоа, не ни беа целите толку претенциозни, ама мислам дека можеме и оваа школа да ја направиме доста неформална, доста отворена и доста непретенциозна. Место што нема да биде само каде што нема да имаме само фронтални предавања, туку каде што ќе се развива дискусија за голем број прашањата кои што се актуелни и кои што се наметнуваат на дневна основа во последно време. Прво да кажам дека сум многу задоволна од одзивот што го имаше оваа школа. Секогаш кога ќе се спомне зборот феминизам, има една негативна конотација и многу одбивност кај луѓето. И ние бевме многу пријатно изненадени што се пријавија 55 учеснички. На школата очекувавме некоја бројка од 20, можеби 30 во најдобар случај. И тоа сме пресекни и ви благодариме на сите за присуството. Се надеваме дека ќе се чувствувате овде пријатно и удобно и дека нема да се плашите да зборувате и да поставувате прашања, колку и да се тие колку и да сметате дека се тие несоодветни или недоволно добро артикулирани. Ова е простор каде што треба баш такви прашања да се споделуваат, да се одговараат, да се дискутира на сите тие. Накратко да ви кажам за формула, за структурата на школата, првите 3 предавања се горе-долу испланирани, мислам дека веќе и добивте по мејл што ќе опфатат. Планирани се 8 предавања, а можеби меѓу нив, во зависност од интересот и од условите што ќе ги имаме, да организираме и проекции на филмови, после кои што би следеле дискусии. Мислам дека тоа ќе ни биде од корист и дека ќе биде ќе ни даде добра основа за продлабочување на некои од дилемите или теоретските аспекти кои што не засегаат или не интересираат. Првото предавање, како што знаеме, она што сметам дека е неизбежно за сите, еден краток преглед на феминизмот историски и неговите правци. Понатаму продолжуваме со следното предавање кое што ќе биде во рамките на форумот, кое што ќе се осврне на влијанието на постјугословенските војни на комуникацијата и пријателствата меѓу белградските и загребските феминистки во 90-тите години на 20-тиот век, и тоа ќе биде доста регионално, меѓутоа мислам дека на сите ќе ни биде многу интересно затоа што е тоа проблематика што најмалку најверојатно ја знаеме. Понатаму ќе следи предавањето кое што ќе биде на тема на родови идентитети, роди насилство и семејно насилство, кое што е по друга страна многу релевантно и кое што сметам исто така дека на дневна основа може би треба најмногу значење да му се даде, тоа ќе биде во декември. И понатамошните ќе се вртат околу повеќе теми кои што во зависност од тоа како ќе одат предавањата и вашите потреби, и вашите сугестии дополнително ќе ги искристализираме, ќе бидат врзани за политичка репрезентација на жени во политика, за понатаму феминизмот и родот и религиите, начинот на кој што тоа е регулиран, па до онови типови, например, како сајбер феминизам и така натака. И сега, она што јас сакав во најмногу да го кажам е да се обидам да одговора на прашањето зошто феминизам
И со тоа мислам дека секој ден имаме по еден одговор на тоа прашање во црна, но може не секој ден и фала Богу што не е секој ден во црна хроника, меѓутоа овие 2 дена дефинитивно тоа е случај. Имаме денес еден обид за фемицид, не знам колку сте свесни, фемицид е убиство на жена или добро може и обид за убиство, значи обид за фемицид врз основа на род. Имаше денес еден обид, а вчера еден успешен, за жал, обид. Лошо е што овие случаи се зголемуваат, иако тука многу е нестабилно тлото, затоа што статистички можеби кога ќе се погледне имало еднаков број. Знаеме дека во последниве колку година и пол има околу 16 убиства на жени од страна на нивните партнери или убиства на членови од семејството на некоја жена од страна на нејзиниот партнер. Значи често кога не можат да дојдат до жената или сметат дека жената не е толку виновна, напаѓаат врз останати членови од нејзиното семејство наследниците. И тоа не е тука, ќе се погледне вака од поширока во оваа проблематика, тоа не е вина само на сторителите, туку има малце поширока општествена клима која што доведува до тоа да тие да се убедени дека имаат право да одземат, да посегнат по нечи тук живот, односно дека тој живот е нивна приватна собственост. Ова можам да го надоврзам на рекламите што ги гледаме секој ден, во кој што кралот ја дава керката, ето последно што ми падна на памет, или јазичните практики и обичаи што ги има кога ја даваме невестата, така, кога се оцрнува зетот, па понатаму до од поскорешните исто така настани беше еден настан кој што го организираше ЛГБТ центарот во оваа пролет, во мај, не знам точно во кој месец, кој што предизвика толку многу говор на омраза на самиот Facebook настан, што тоа апсолутно не фрапира. Значи, од една страна е добро затоа што последниве години мислам дека и покрај затварањето на родовите студии, што е многу лошо, почна во дискурсот да се слуша тој збор се повеќе, некако имаме мала актуализација во однос на, конкретно зборувам сега за феминизам, не само за женски права, туку баш на тоа неоградување од феминизмот како борба, ама од друга страна пак се затвараат катедрите за родови студии и наспроти сајберфеминизмот или киберфеминизмот што зема замав, интернетот реагира често на сексизмот во медиумите, на мизогинијата. Од друга страна, некои пракси на некои други темни ќошиња на интернет, кај што се договараат колективни силувања на девојки, кај што се договараат најдобри начини како да се издрогираат девојки и така натаму, почнуваат веќе пополека да доаѓаат и кај нас, затоа што голем дел од тој говор на омраза беше ископиран од некои странски сајтови. Има, ми се чини, и многу други, нема да должам уште многу.